Кочани доживува градежна експанзија во пандемија. За само еден месец општината издала 10 градежни дозволи за изградба на објекти со претпоставена вредност од околу 1,3 милиони евра. Најголем дел од дозволите 7 се издадени на физички лица и тие ќе инвестираат во изградба на куќи или доградба на постојните, додека 3 фирми се со намера да градат деловни објекти. Ова значи дека пандемијата не ги закочила инвестиционите текови овде, но и дека општината може да се надева на нов финансиски прилив по основ на комунали и за уредување на земјиштето. Се со цел да овозможиме инвеститорите, потенцијалните инвеститори да имат избори да инвестираат, а со тоа помагаат преку плаќањето на одредбите за уредување на градежно земјиште за реализирање на проекти кои се, како што реков, од витален интерес за решавање на проблемите на граѓаните. Со средствата предвидени за полнење на буџетот од стапката за надомест за градежно неизградено земјиште ќе ја нафрлиме ова година и тоа ќе биде добра основа за развој и за реализација на буџетските програми за следната 2021 година. Кочани е една од ретките општини во регионот каде поединци и фирми се одлучуваат на инвестиции во време на криза. Имено бројот на издадени одобренија за градба во сите општини од регионот е колконој во Кочани, а Делчево и Карбинци пак цел месец не издале ниту едно одобрение за градба. Не можам да се пофалам дека има многу луѓе кои што се заинтересирани, меѓутоа единствена причина е тоа што општина Карбинци не располага со планска документација, односно постоечка важечка планска документација. Во моментот имаме само планска документација за 2 населени места, тоа е за село Таринци и за село Карбинци, и имаме 2 урбанистички документации во населено место, тоа се за овие урбанистички зони на патот помеѓу Долни Балван и Таринци и во непосредна близина на општинската зграда, тоа е индустријската зона во општина Карбинци. Во Штип, Берово, Зрновци, Пехчево и Чешиново, Облешево се издадени само по 2 одобренија за градба, а во Македонска Каменица, Виница и Пробиштип по едно. Сите заедно се со вредност од околу 700.000 евра.